Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Работиве, како што гледаме, водат кон една вистина која што реално никој не сака да си ја признае. Покрај нашите објави за кабелот, покрај нашите објави од испитување на сведоци кај јавниот обвинител Борче Јанев, каде што јасно стои дека имало експлозија и дека во исти момент однемало струја. Вчера бевме сведоци дека прскалките најверојатно се наметнатни за нешто кое што изгледа и жално е тоа, е однаплед планирано. Значи ли тоа дека таа пластика која што горела на покривот и паѓала врз оние кои што биле на бината, дека и таа е од нешто? Ете, кочански јавен обвинителе, Борче Јанев. Иако молчите сите за кабелот, за експлозијата, за однемувањето на струја, а едно ви докажавме од првиот ден за цијано-водородот, а молчите за водородниот флорид, каде што се хемиските изгореници, еве уште нешто ве запрашуваме да ни дадете доказ која пластика горела на таванот, од каде што паѓала врз групата ДНК и врз оние кои што биле на бината. Барем тоа го слушнавме од сведок на вчерашното рочиште кое што беше закажано за Пулс. Уште еднаш, покрај молкот 100% за кабелот, кој што и денес се гледа и се движи од едни ридови во близината на Тракање, Кочанско село, преку индустријскиот дел од кај Ратко, Сорос и Пахабиста, и доаѓа на кај Пулс, на местото помеѓу Национал и Пулс, и продолжува понатака, покрај молкот за сослушувањето од мај месец, дека имало експлозија и дека експлозијата била причинител за однемување на струја. Ете, денес го прашаме кочанскиот обвинител и сите останати која пластика горела на таванот, од каде што многумина имаат изгореници и од оние кои што останале живи и од оние кои што починале. Каква пластика горела на таванот? И ова е од вчерашното излагање, каде што морам да признаам дека ова Епштајн македонска школа, позната како Деко програма, ќе се држат за праскалките кои што тотално немаат никаква врска, а тоа го слушнавте од вчерашното излагање на одредени сведоци. Ајде, кочанчани, вие кои што сте најхрабрите, најсилните, или по потреба само кога ве пуштат на со 5G, знаете да зборувате, да пишувате, кажете ми, од каде е кабелот кој што води до Пулс? Од каде е експлозијата која што е причинител за однемување на струја? И по вчерашното рочиште,
од каде е таа пластика која што била на таванот и горела и паѓала врз ДНК и останатите. Немојте да верувате дека Деко Епштајн ќе го спасите. Немојте. Затоа што ќе докажеме дека се е однапред припремано. И затоа се прскалките во оптек, за да се сокрие трагот на сценариото кое што кронисаниот сведок е Деко, на кој што многу му било криво, што прво не ги, а потоа били изгорени. И сега бара онаму каде што имаат врски длабоката држава во Идризово. Премиере Тино, крајно внимателно, затоа што лажното подсекување за да направи инфекција, да дојде до операција, е нешто што допрва ќе му се гаде на секој македонец од македонскиот Епштајн. Овде го завршувам ова мое вклучување во живо. Ќе имаме пошироко објаснување за пластиката што горела и што паѓала врз ДНК, затоа што не сакаме нашите браќа од ДНК починати да ги местиме за нешто за да некој биде спасен, во случајот македонски Епштајн, а преку него и целата длабока држава и сето она што се прави во најсекташкиот град Кочани, каде што со само 5G навигација можат да се активираат кочанчани. Без 5G тие ги нема. И затоа си мудро молчат, барем така мислат моите сограѓани од мојот град, ама тоа мудро молчење ќе биде кратко. Кочанчанки мајки, зошто не бдеевте над вашите деца? Кога вие мајки први сте биле накитени, насредени во шталата како што ја кажувате. Имаме многу слики од мајки кои што биле со малолетни деца и мајки кои што престојувале во ова штала. А зошто штала? Ете, македонци мои, на вистина Пулс бил штала, а оние мајки кои што не бдееле на децата кочанчанки и присуствувале во ова штала, денес некој од нив има најголеми гласноговорници. Така е, мајки, ова е шталата. Нели, господине Благој Ситновски, за кој што ќе дебатираме многу, имаме уште многу да кажеме. Почитуван мој пријателе кој што се вклучи, Благој Ситновски. Затоа што сите ние имаме деца. И јас, и вие. Ете, македонци, зошто мајките не бдееле и зошто сега ја викат штала? Ова е Пулс. Гледате што убава штала била. И тие мајки не го виделе тогаш Епштајн, а денес коси кинат. Не сакам да пуштам слики од многу мајки кои што биле и во Класик, и во Пулс, а некои од нив имаат починати малолетници. Не сакам и тоа го оставам на самите нив, како мајки кои не бдееле над своите деца. Мајки кочанчанки да си ја признаат вината и да бараат прошка од Бог, затоа што ова штала и била пред очите и присуствувале на ваквите шталини забави. Мајки, кочанчанки, зошто не бдеевте над вашите деца? Ете, јас, Владо Павлов Попе, бев крив со фингираните сценарии од сите оние кои што ви го направија Пулс, таа секташка злосторничка организација во Кочани, и се тргнав настрана.
Нели, јас бев кривиот за се. Кој е крив? Владо Павлов е крив. И ги оставив моите деца на мајката. И сега, кој е крив? Мајко, ти за оно што се случува со моите деца и со мојот најмал син. Ете, јас ако бев крив, се повлеков и се тргнав настрана да бидат чувани и одгледувани кај мајката. И сега, мајко, кој е крив за тие деца? По сето она што го знам и сето она што стои, а јас сум настрана и стојам настрана. Идентично како мајките коченки кои што не бдееле над своите деца и први биле во пулс во шталата. И тие не знаеле каква штала е, не знаеле ништо. Како што идат работите, Владо Павлов и тимот Се македонско обединување ќе ви докаже на сите кочанчани за ова секта, за ова длабока држава, дека најверојатно, според сите наши сомнежи, однапред е припреман пулс, за кој што имаме индикации и сознанија дека ова што се случило на 16 март требало да се случи на прославата на Нова година. Бидете трпеливи, а вие секташи кочански. Завршено е со вас. Ви нема спас од Бог, не од нас. А ние ќе се држиме до вистината за се она што го појачало пламенот, зошто имало толку силна топлина и од каде ова пластика, како што кажуваат на вчерашното рочиште, што горела од таванот и паѓала врз ДНК и останатите. А Бога ми, и што е тоа што ги натерало да спијат? Тоест, да бидат неутрализирани, да гледаат опасност, а да не реагират. Секе знаете, македонци мои. А ти, Борче Јанев, кочански обвинителе, те молам, те преколнувам. Докажи од каде е кабелот, од каде е експлозијата, од каде однемало струја и од каде сега ова пластика горела на таванот и паѓала врз сите останати. Кочанско секто, збогум!